Во минатите емисии се запознавме како Македонија беше прикажана во античките и средновековните карти. Сега да видиме како Македонија е запозната во картите изработени после 1800 година па се до 1913 година. Ако ги погледнеме овие карти, со претходните карти ќе забележиме дека тие наполно се разликуваат. Најзабележителна разлика во овие карти е што релефот сега е прикажан со шрафи, а не со кртечини како во постарите карти. Потоа точноста е многу поголема, како и античката топонимија се напушта за да се замени со македонска и нешто турска. Ваквата разлика на овие карти од претходните карти се должи на тоа што тие се изработувани на основу стручно прибрани податоци, а не како во претходните карти на основу постари карти и записи и податоци прибирани од нестручни лица. Првите вакви карти ги изработуваат французите и австро-унгарците. Првата карта од овој период што би се задржале ние на французинот Пиер Лапие, изработена 1810 година со заглавие Европска Турција. Иако картата не е со заглавие Европска Турција, односно ја прикажува Европска Турција, авторот земјите од Балканскиот полуостров со граници ги поделил помеѓу себе. Таков е случајот и со Македонија. Ако ја погледнеме границата на Македонија на оваа карта, ќе забележиме дека таа приближно се совпаѓа со географските граници на Македонија. Од другата содржина што се наоѓа на картата ни се планините. Авторот планините ги прикажува доста провизорно, малку засенчувајќи ги, не определувајќи некој планински венец и се без имиња. За разлика од планините, авторот доста подобро ни ги прикажува реките. И тоа реката Црна, Бистрица, Галик, Струма. Нивната точност е во тоа што тие наполно, нивните корита наполно точно ги прикажува. Едино што одека сетнуваме е тоа што на реката Струма и го остава старото име Мармара, а пак името Стримон се навоѓа на реката Места. Лапие ни прикажува и езера, но да го споменеме само тоа што Лапие за прв пати ни го прикажува Дојранското езеро. Покај реките Лапие ни прикажува и доста голем број на градски населби. Освен оние старите градски населби кои што ги споменавме, кои што беа досеја прикажани, тој ни прикажува и поголем број на нови населби. Од новите населби кои што за прв пат ги споменува Лапие, тоа ни се Кавадарци, Градско, Радовиш, Петрич, Мелник, Демирхисар, Драма, Серес, Орфан, потоа Меглен, Катраница, Гревена, Серфидже. Интересно ни е овдека што Лапие за прв пати го потребува турското име за градот Тетово како Калканделен. После картата на Пиер Лапие има изработено уште неколку карти, исто така од француски автори, но ние би се задржале само на картата изработена од Александер Лапие 1822 година со заглавие Генерална карта на Европска Турција во 15 листа. Го гледаме тука фрагментот од таа карта. Бидејќи картата е изработена во 15 листа, оттаму таа е изработена во крупен размер. Бидејќи изработена во крупен размер, на авторот му
на авторот размерот му дозволил да прикаже богата содржина. Ако ја погледнеме сега територијата на Македонија, ќе забележиме дека на неја е дадена турската административна поделба на санџаци. И тука ни се Скопски санџак, Бидолски санџак, Солунски санџак, Ќустендилски санџак. Што се однесува до релефот, Александар Лапие ни прикажува многу планини, а со тоа Македонија ја прикажува повеќе како планинска земја, што и е реален приказот. Меѓутоа, Лапие со овие планини не ги одредил кој планински венец за која планина се однесува, освен за некој. Друго, Лапие ни употребува и современи имиња за планините. Таков ни е случајот со името Шар планина. Во продолжение ја дава Љуботенска планина, што се однесува на шапанинскиот врв Љуботен. Потоа кон исток ја одбележува планината Криворечка планина или Орбело, што се однесува на Осогово. Потоа ни ја дава Кратовска планина, Перин планина, што се мисли на Пирин. Во Западна Македонија ни обележува Галичка планина, што се мисли на Бистра, и Бабуса, што се мисли на Бабуна. Покрај ова, Лапие за прв пати на картата го регистрира и овче поле со името Плаине де Мустафа. Од картата забележуваме дека Лапие ни дава и густа мрежа на реки, прикажувајќи речиси сите поголеми реки и помали нивни притоки. Приказот е доста точен. За одбележување е при реките што Александар Лапие за прв пати ни ја прикажува реката Брегалница со името Браоница. Додека реката Треска се уште не е прикажана и за картографите таа е непозната. Интересно имаме овдека што Александар Лапие за прв пати ни го прикажува точно Охридското езеро, односно со точни контури на езерото. За разлика од големата точност на Охридското езеро, Преспанското езеро ни го дава многу мало, па оваа негова грешка се провлекува речиси 60 години после него. Александар Лапие на својата карта ги прикажува речиси и сите градски населби и голем број на селски населби како во ниедна претходна карта. Но интересно овдека да споменеме тоа што Александар Лапие Тетово ни го прикажува на две места, како Тетово и со турското име Калканделен. Интересно да биде тоа што Александар Лапие двата града со пат ги поврзува со Скопје. Да споменеме овдека и тоа што Александар Лапие е првиот картограф кој што го регистрира и градот Кичево под името Гричово. Александар Лапие на својата карта нанесува и густа мрежа на патишта, поврзувајќи ги сите градски населби помеѓу себе и селските населби што се наоѓаат помеѓу градовите. На крајот да споменеме и тоа што оваа Лапиева карта послужила на известен број картографи да ја користат како материјал за изработка на својата карта, како на пример Вајс, Вадонкур, Ламо и други. Следната карта на која што би се задржила е на францускиот геолог Ами Буе од 1840 година.
Тој во периодот од 1836 до 1838 година го проучува Балканскиот полуостров, па своите забелешки ги објавува во неговото 4-томно дело Европска Турција во Париз 1840 година. Истото дело е преведено на германски и објавено во Виена 1889 година. Неговите современици многу пофално се изразуваат за ова негово дело, изнесувајќи дека тоа е врвно дело на Европска Турција. Ами Буе, покрај објавениот труд, тој ни изработува и две карти на Европска Турција. Картите во споредба со неговото дело знатно заостануваат, бидејќи тие не одат така во детали. Што се однесува за Македонија, тој ги прикажува само поголемите планини, реки и градски населби. Да ги споменеме овде само планините, реките и градовите што за прв пати се споменуваат. Таков не е случајот со планината Плачковица, која што се споменува како Плашкавац. Потоа, реката Треска под името Дреска. Ами Буе е првиот кој што ја регистрира реката Треска. И на крајот, градот Гостивар ни го регистрира како Гостово. Три години покасно, Александар Лапие изработува уште една карта. Сега му е насловот на картата Македонија и соседните земји. Во споредба на оваа негова карта со неговата претходна карта од 1822 година, забележуваме дека таа е далеку поупростена, односно со далеку помалку податоци. Од планините забележуваме дека Александер Лапие планините не ги прикажува како планински венци со истакнати врвови. Што се однесува до реките, тој ги изработува на основу неговата постара карта и користејќи ја картата на Ами Буе. Тоа го забележуваме со приказот на реката Дреска, односно Треска. Интересен случај овдека имаме што Александер Лапие му ја менува формата на Охридското езеро, па наместо таа да биде сега точна, сега тој прави грешка каде што езерото го издолжнува. Покај тоа, Лапие на прв пати ни го регистрира и градот Гостивар како Гостово. Да споменеме и тоа што Лапие сега ја исправа неговата грешка од неговата претходна карта, каде што го имаше регистрирано Тетово како Тетово и Калканделен, сега го регистрира само како Тетово. Десет години покасно, поточно во 1853 година, германскиот картограф Хенри Хиперт ја изработил познатата карта на Европска Турција. Од приказот на картата гледаме дека таа е доста генерализирана, односно уточнеста, прикажувајќи само одделни планини, помеѓу кои доаѓаат до израз котлините, како Пелагонија, тука ни е Полог, Овче поле. Истиот случај ги имаме и со реките и населбите. На крајот да кажеме, со овие последниве две па и три карти, Македонија веќе географски е запознаена и познавањата пренесени на карта.
После 1850 година заживуваат интересите на балканските и некои европски земји да завладеат со европска Турција, односно Македонија. За таа цел тие изработуваат покрупни карти со покрупен размер во повеќе листови, особено за воени цели. Особено во ова се истакнуваат австро-унгарските карти изработени во размер 1:200.000. На овие карти прикажани се и поголеми, помали планини, котлини, реки, потоци, села, анови, пошти, железници, разрушени градови. Овие карти за нас се од особена важност, бидејќи во егејскиот дел на Македонија запишани се и сите македонски имиња, кои што денеска се променети по административен пат во грчки, како што ни е случајот со Кукуш во Килкич, Лерин во Флорина, Острово во Арниса, Желево во Антрактикон, како и сите други села. По примерот на овие карти, и турската држава издала своји карти во размер 1:210.000. Соседните земји кои што имале територијални претензии према Македонија почнале да изработуваат и пропагандни карти. Односно, почнале да вршат разни пропаганди врз македонското население, особено со изградување на училишта и изведување на наставата на нивни јазик. Тоа тие го докажале и со издавање на карти, од кои може да се види во кои места какви училишта имало и на каков јазик се изведувала наставата, сакајќи да кажат дека во тој дел на Македонија живее такво население. Покај овие карти се изработуваат и етнички пропагандни карти. Во овие карти македонското население прикажано е како бугарско, српско или грчко. Па сега би се прашале каква е точноста на овие карти, кога еден народ може да биде прикажан како србин, бугарин или грк. Покај овие пропагандни карти имаме и реални карти, каде што македонското население е прикажано како македонски словени. Првата ваква карта ни ја изработува Јован Цвијич. Тој, откако го прокрстари Балканскиот полуостров, го проучи населението, неговите антропогеографски и етнички особини и ја изработи и неговата етничка карта. Нова етничка карта, како што рековме, тој македонското население го регистрира како македонски словени. Навистина, тој населението не го прикажува на целата територија од Македонија, но на светот му кажа дека во Македонија не живеат срби, грци или бугари, туку живее посебен народ со посебен јазик, обичај и фолклор и ги нарече словено-македонци. Покај картата на Цвијич имаме и други карти каде што македонското население е регистрирано како македонски словени. Тоа се картите на издадени од воената служба во Лондон. Нивната етничка карта е на средна и југоисточна Европа, па тие македонското население го регистрираат како македонски словени. Исто така и Александер Грос изработува карта на југоисточна Европа и исто така и тој македонското население го регистрира како македонски словени. Да го споменеме и грчкиот професор Сотеријадис, кој што изработува етничка карта на Грција, па во Егејска Македонија прикажа дека живеат и македонски словени. Карактеристичен пример при етничките карти ни е картата на Комаров, изработена рускиот географ Комаров 1890 година. Тој изработи етничка карта, па Македонија ја обои со истата боја како што обои Бугарија. На ова реагираа србите. Тогаш Комаров изработува нова етничка карта, каде што бојата на Македонија ја издвојува и од Србија и од Бугарија. Па сега се јавуваат реакции од двете земји. Покрај етничките карти постојат и политички карти,
Овие карти се изработуваат на основу мировните конференции во Букуреш, Берлин, Лондон, на кои конференции се решавало судбината на Македонија. Па на основу тие договори изработувани биле и политички карти. Пред да заврши Првата Балканска војна, Турција и балканските сојузнички се подготвувале да ја одржават мировната конференција во Лондон. Знаејќи ги намерите, Павле Чуповски, македонец, роден во Папрадиште, Велешко, подготвил меморандум и карта во географските и етнички граници и истата карта со материјалите ги испратил до преговарачите во Лондон, до научните институции во Петроград, потоа до владите кои што биле представници на балканските сојузнички исто така во Петроград, со цел да им ги укаже границите, географските и етничките граници на Македонија и незината етничка целина. Познато ни од историјата, иако Павле Чуповски олку се залагаше и ги подготви материјалите и неговата географско-етничка карта, сепак дојде до поделбата на Македонија. Коментар на картата на Чуповски ни дава доктор Блаже Ристовски во својот труд, објавен во списанието Разгледи број 5 од 1978 година. Еве неколку фрагменти од овој труд. Генералот Паренесов во својата статија Балканско е горе, објавена во весникот Ново Евремија, меѓу другото му забележува на авторот, односно на Чуповски, дека Македонија била предадена многу голема. Димитрија Чуповски го искористува поводот и во Македонски голос објавува обширно, отворено писмо до генерал Паренесов, во кое енергично, аргументирано и достоинствено му одговара на поставените или засегнати прашања. Меѓу другото, во одговорот Чуповски го вели ова: во границите, укажани на картата на Македонија, што е издадена од мене, живее она словенско племе, македонците, што од првите векови на христијанската ера води културна, политичка и економска борба за својата национална самобитност. Паренесов веднаш објавил одговор во весникот Ново Евремија под наслов «На моите опоненти», во која огорчено се брани дека не спаѓа меѓу принципиелните противници на независноста на Македонија и се извинува. Картата на Чуповски беше толкувана и од самите македонци. Уште во вториот број на Македонски голос, членот на Македонскиот кружок и доживотен другар и somисленик на Чуповски, охриѓанецот и руски полковник Ѓорѓи Ѓорѓиев објавува обширна статија со наслов «Македонија во незините географски и етнографски граници» кон картата на Павле Чуповски, меѓу другото го пишува и ова: Македонија има пространство околу 1100 до 1200 квадратни милји и дека во неја живеат околу 3 до 3,5 милиони жители, и тоа македонски словени, турци, грци, албанци, власи, евреи, цигани и други, означувајќи и нивната приближна локализација на територијата на Македонија. Она што посебно ја одликува оваа карта и дава првенство во македонската културно-национална историја е не само граничната омеѓеност од соседите, туку пред се нејзиниот јазик, азбуката и правописот. Во однос на јазикот, карактеристично е дека се работи за белезите на западномакедонскиот говорен тип со очевиден стремеж на литературен израз. Топографско-географските имиња се давани главно според местниот изговор: Дебор, Кожув, Битолја, Папрадишча, но со известно влијание и од постојната литература. Општо земено, јазикот, азбуката и правописот во картата на Димитрија Чуповски не одстапува многу од нормите на Крсте Петков Мисирков и не се разликуваат значајно од нашата современа литературна норма. При тоа треба уште еднаш да се подвлече дека таа е првата македонска национална карта печатена на македонски литературен јазик и има несомнено значење не само за прифаќањето на македонската вистина во светот, туку и за конечното обликување на представите и на самите македонци за нивните етнички граници.